ги потроши. Има, ама не се екстремни, италијанска народна приказна која што дури мене ми доаѓа премногу и ја дознав на постари години. Се вика The Flayed Woman е преводот на англиски, значи одраната жена, одраната старица. Се работи за две стари жени кои што живеат во куќа веднаш до кралскиот дворец, со кој што времето било многу сурово. Значи опишано е дека им виси кожата, дека се цели прекриени во брчки и со пликови и дека косата што им е падната од главата има надокнадено на други места по телото. Значи опишани се ужасно. Меѓутоа, времето не им го одземало милозвучниот глас. И еден ден кралот, враќајќи се на кај дворецот, поминува од нивната куќа, слуша девојчински глас како пее, се возбудува и го прашува првиот слуга кој живее таму. Слугата нешто саркастично му одговара дека се некакви лепотици во прашање. Кралот не го пофаќа сарказмот, се заљубува во гласот, доаѓа до врата и бара да ја види девојката што пее. Жената е свесна како изгледа и му вика врати се за една недела, јас ќе ти покажам само еден прст. И кралот прифаќа, а она во таа недела го посипува прстот со сируп и го шмука за да го подмлади што е можно повеќе и успева само еден прст да подмлади. Кралот се враќа, она покажува само прстот и она возошевен од прстот ја моли да помине на вечер со него. Она вика добро, ама сите светла во дворецот да бидат исклучени, иначе не доаѓам. И он вика добро. Она притоа си ја затегнува кожата со јажиња, со штипки, со не знам што, ги отстранува сите влакна од себе. Оди таму, кралот одушевен, напипува он дека нешто не е во ред, ама добро. После се, жената заспива. Он пали свеќа и гледа со што има работа и ја фрла прозор. Таму она се закачува со незината стара кожа за дрво и не може да се ослободи. Од овде поминуваат самовили и почнуваат да и се смеат. Толку се благодарни што не се смееле толку многу одамна, што почнуваат да ја даруваат со убавина, со младост, со богатства, со се што треба. И одеднаш она девојка. И кралот погледнува да види доле како стојат работите и очекува да ја види старицата, меѓутоа гледа прекрасна девојка. Трча доле, многу ја бендисува и одма ја бара за жена и она малку збунета ма прифаќа и наредува да се донесе сестра, односно старата жена што живее до дворецот да ми биде гостинка на свадба. И сестра ја препознава и цело време ја закача да ја прашува како ти успеа, кажи ми јас да направам нешто. И вака чекај малце. Ја дави како ти успеа ваква да станеш. И на крај вика си ја одрав кожата. И одговара на сестра дека целата тајна лежи во дерење на кожата. И сестра се возбудува од идејата дека постои решение и оди кај бербер, му плаќа големи пари да ја одере кожата. Берберот не може да се согласи, не му е добро. Меѓутоа она инсистира и на крај одлучува берберот дека ќе помогне и ја врзуваат со рацата за нешто да не може да мрда и берберот почнува да ја отстранува кожата. Она цело време си повторува мораш да трпиш за убавина, додека крвари и се гаси животот во очите. И пораката на бајката е немојте толку многу да трпите за убавина.